Ајде сега да ја поздравиме нашата следна гостинка која што ни пристигна во студиото, Ирена. Голем поздрав до вас и добре ни дојдовте. Ива Начева, производител и собственик на Лала Козметика. Сега ние жените ушите малку поразвиени слухот и да погледнеме што е она што ќе ни го понудиш за разобавување. Така? Така е. Ке слушнеме од разговорот. Ирена повели со нетрпение, очекувам со оглед на тоа дека се работи за органски производи. Органски, природни производи, а она што мене ми е многу кејф, Слободанка, е тоа што нашата гостинка е студентка на медицина, на медицински факултет, има само 21 година и со своја 21 година веќе произведува органска козметика. И точно знае што треба да произведува и знае. И мене ми е секако дека и веруваме. Да. Многу ми е кејф вака, поготово дека младите имаат идеја и секогаш ќе кажеме ја и ти сакаме да кажеме дека има иднина. Македонија има иднина со ваква младина. Верувам во тоа, поготово сега за еве ќе се навратам ако ништо друго за празниците, бадниковите поворки колку беа масовно посетени низ Македонија, тоа е нашата младина која што ќе ја почитува и нашата вера, а кога се почитува верата се сака државата. Така е. Повелете. Благодарам. Ива Начева, добро утро, еве вака официјално, производител и собственик на Lala Care Козметика. Добро ти утро, уште еднаш, добро ни дојде во утринската програма. Ке започнеме со тоа како започнува твојата приказна и што значи Lala Care, односно care знаеме дека е грижа за нашата кожа на природен и здрав начин. Меѓутоа, од каде доаѓа името Лала и како сето тоа започнува? Добро утро, прво да ви се заблагодарам за поканата. Приказната за Лала не можам да кажам дека започна случајно, меѓутоа беше многу спонтано. Идејата за да го почнам овој бизнис ја имав уште од рана возраст, меѓутоа сметав дека е потребен да помине некој извесен период за целосно да можам таа идеја да ја реализирам. Сега веќе кога 3 години сум навлезана во овој бизнис и во оваа работа, гледам целосно да му се посветам за еден ден на вистина Лала да стане голем бренд на пазарот. А зашто да не? Така, 3 години се само постоите 3 години и тука си, бидејќи се и повеќе од дупло помлада од мене, нема да ти персирам, си на возраст како мојот син, отприлика. Сакам сега полецка да ги представуваме производите на Lala Care или Lala Козметика. Што се произведувате? Еве, овдека ви во студиото кај нас има ајде сега тоа се на англиски, ама ние да се потрудиме на македонски да ги кажеме, за пилинг за тело, така? Па потоа има пилинг за усни и сапунчиња. Така е. Значи, станува збор за органска козметика, односно козметика која што не содржи никакви парабени и хемикалии во својот состав. Како производи можам да ви ги представам моите пилинзи за тело, како што кажавме, исто така и путери за тело. Правам креми за лице, балсами за усни, пилинзи за усни и сапунчиња кои што може да се користат за лице, за тело, за раце, исто така и за коса. Така, тоа што е за коса ќе биде новина, ќе кажеме малку подоцна. Сега бидејќи се природни, кажавте дека се само со природни материјали, односно состојки направени, да ја кажеме која е разликата меѓу пилинг за кожа и путер за кожа. Кога се нанесува пилингот и кои се придобивките? Многу е важно кога се користи еден пилинг, најпрво нашата кожа да биде навлажната, за да ги избегнеме иритациите од шекерот кој што го содржи, како база уствари на пилингот. Така што препорачувам секогаш пилинг да се користи без разлика дали имаме некаков проблем, дали е лето или зима. Тој исто така има ефектна ексфолијација на кожата. Што значи тоа? Тоа уствари е отстранување на мртвите клетки. Сега, пример, кога ќе влеземе по топол туш и нашата кожа ќе биде влажна. И помагаме на кожата да се отворат порите со тоа што ќе ги исчистиме мртвите клетки од кожата. Кожата на тој начин исто така станува еластична со тоа што без разлика дали се користи за целото тело или пак за лице, кога кожата станува еластична, ние дозволуваме на кожата да старее и да се појавуваат брчки. Додека путерот може исто така да се користи и за сува, и за мрсна, и за комбинирана кожа, без разлика на типот на кожа, има за цел да ја хидрира кожата и со тоа што претходно веќе сме ги отвориле порите нели на кожата и веќе сме постигнале ефектна ексфолијација,
можеме да го употребиме путерот за тело, за да може да ја хидрира и умекне нашата кожа, а со состојките кои што ги содржи, ќе ја потхрани и ќе ја направи здрава. Здрава. Сега одат веќе производи, фотографии кои што ни ги испрати. Гледачите може да видат. Јас ќе знамам само малку колегата, ако може екранот навака да види и Ива, па може да прокоментираме и дел од овие производи кои што веќе одат. Ова се од фотографиите. Ова моментално е путерот, односно пилингот за тело од портокал. Тој исто така богат со витамин С, а витаминот С знаеме дека е многу потребен на кожата, особено во зима. Исто така еве го и путерот за тело од портокал и од цимет, кој е исто така неопходен да се користи во овие студени денови, се со цел да може да ја умекне кожата и да ни ја направи исто така сјајна. Ќе создаде и заштитен слој на кожата за да ја заштити од надворешните фактори како моментално што е студено, нели има ветер, летно време од сонце и така натака. Има производи кои што се наменети за лето, така, и кои што се наменети и за зима. Бидејќи кожата е различна во лето, различна во зима. Точно. Вашите производи кои ги препорачувате за летниот период, а кои за зимскиот период? Искрена да бидам, не би можела да одвојам кој да биде за зимно време, кој да биде за летно време. Убаво е сите производи да се користат преку целата година, без разлика за кој период станува збор. Меѓутоа, мислам дека е неопходно, според мене, и така препорачувам, зимно време да и даваме ефект на ексфолијација на кожата со пилинзи за тело, исто така путери за тело, затоа што е нашата кожа е изложена према надворешните фактори како ветерот што е моментално и знае често да ни се суши. Да. Па затоа е особено важно да се користат овие два производи и исто така да не го заборавиме балсамот за усни кој исто така и создава заштитен слој на устата. Сега, кога е студено, кога има ветер, па знаат устите да не испука, така? Да, и нема да дозволи исто така и на устата да се суши. Така да мислам дека тие три би ги одвоила како најнеопходни за овој период да се користат. Да. Сега кај вас, значи, кажа дека веќе неколку производи, значи тоа се пилинзите за кожа, тоа е путерот за кожа, за усни и сапунчињата. Сега, кога сме веќе кај сапунчињата, сакам да кажам дека секогаш кај нас гостите кога доаѓаат има подарок за нашите гледачи. Еве ова сапунче ќе оди кај еден наш гледач кој што ќе ни се јави во режија и кој што ќе ги остави своите податоци. Ова е сапун за коса. Така е. Покрај оние шампони, еден куп производи за нега на коса, кои што младите ги користат сега и ги купуваат често од продавниците. Ова е нешто природно, ова е нешто органски, кое што делува добро на косата, ја потхранува, така. Еве, Ива, ќе кажеш малку повеќе, ти јас не се разбирам, оно што го слушав претходно. Многу е важно да се напомене за овој сапун дека е изработен со ладен процес на сапонификација. Тоа означува дека сапунот во крајниот производ не содржи жива сода, што е од голема важност за да не иритира нашата кожа. Исто така, морам да напоменам дека за сите производи до сега, вклучувајќи го и тоа сапунче што ќе го подариме денеска на некога, користам одбрани масла, кои што може да се употребуваат и за внатрешна и за надворешна употреба. Сега, стрикно овој сапун, што е за коса, содржи масло од розмарин, лук и јаглен, како базни состојки да ги кажам, со тоа што ќе ја спречи појавата на првод на кожата, на скалпот, на косата, упаѓањето на косата и доколку некој има мрсна коса, би помогнал овој сапун кога би се користел. Да не се мрси. Да не се мрси. Колку пати може да се мие косата со него? Например, колку пати се нанесува? Дали 2 пати? Дали потоа се става некој регенератор или само ова и толку? Само се мие со овој сапун? Какви се препораките? Сапунот може да се употребува буквално како и секој шампон, само што разликата е ова дека е органско и чисто сапунче, додека останатите и повеќето шампони што ги користиме во денешно време содржат непотребни состојки, така би се изразила за нашата кожа. Така што буквално сапунчето може да се употребува и секој ден, нема никаква штета, баш напротив, тоа ќе ни донесе многу бенефити на кожата. Сега ме интересира со овие пилинзи што се за кожа, дали се тие и за лице?
Или може и лице и тело без разлика. И путерот исто дали може и на лице и на тело, бидејќи општо е за кожа, така. Така е. Пилинзите за тело ги нарекувам за тело затоа што се поголема грамажа, кога се спомнува секаде кожата, нашата кожа, секаде различно реагира. Се препорачува да се користи за тело највеќе, затоа што нели како што кажавме претходно да постигнеме некој убав ефект на ексфолијација, меѓутоа нема никаква штета да се користи за лице. Добро. Сега ме интересира, Ива, има кај нас многу базари за за органски производи, за природна козметика. Дали досега имаш учествувано на некој од оние базари, поготово сега пред новогодишните празници? Ги имаше многу по моловите во Скопје. Така е. Не сум размислувала до сега на оваа тема, да бидам искрена, затоа што концептот уште од почетокот кога го почнав овој бизнис и да го работам ова, златно правило ми беше производите да се изработуваат на денот на нарачката, баш кога клиентот ќе ги нарача и баш тогаш кога ќе се достават. Ептен тазе. За да бидат се со цел да бидат тазе и да не го кратиме рокот на траење на купувачот кој што ќе го купи тој производ, додека сите знаеме дека кога се учествува на базари мораш да имаш некоја палета на производи која што треба да ја подготвиш и да ја изложиш таму, а доколку не се продаде во наредните 5 дена или една недела или нели неколку дена да кажам, значи нивниот рок на траење ден за ден поминува. Да. Го спомена рокот на траење и тука ми се наметнува веднаш како подпрашање, колкава е трајноста на овие производи? Бидејќи се сепак органски, нема тамо нели од оние додатни хемикали кои што го зголемуваат рокот на траење. Во маслените производи, например како путерот за тело и ноќната крема, ива ќе ги земеме сега како за пример, имаат рок до година дена на траење, така што не е потребен никаков конзерванс за да ја заштити кремата, за да ја го продолжи рокот. Додека кога би имало, моментално немам тука да представам, некои производи кои што се на база на масло и на вода, во тој случај мора да се користи некој конзерванс, бидејќи секој производ што содржи вода е повеќе изложен на бактерии и на микроорганизми. Така што слободно маслениве производи може да се користат до година дена. Толку е рокот на траење. Спомена и крема за лице, така? Така. Ама не ги слушнав како дел од производите на почеток. И тоа правиш, така? Да, и крема за лице исто така. Да. Кои се придобивките од органската козметика и зошто луѓето би постигнале по органска, по природна козметика? На пазарот сме сега и поготово, убаво кажа Слободанка, ние жените преплавени со палета производи, значи и комерцијални, еве и природни и органски, ама зошто давате предност, бидејќи сепак студираш на медицина, имаш и средно завршено тоа, значи си ја знаеш работата, зошто е предноста на органската и на природната козметика пред оваа другата козметика? Разликата меѓу органската и неорганската козметика е навистина многу голема. Кога се зборува за органска козметика, тоа ни укажува дека во еден органски производ треба најмалку 95% од состојките да бидат сертифицирани и природни. Што значи тоа? Можеби со некој органски производ би имале многу по спор резултат, меѓутоа тоа значи дека ги избегнуваме можностите на алергии и иритации на кожата кога користиме нели нешто чисто. Производот е секогаш помек и помеко делува на нашата кожа, така што искрено има многу бенефити за кои што би ги препорачала органските производи, меѓутоа највеќе за да го заштитиме нашето тело и да не внесуваме некои материи кои што хемикали и парабени кои што навистина не ни се потребни. Можеме истиот резултат да го постигнеме и со природно. Да. И сега би сакала да за прв пат да испромовираме нешто ново од Лала Care Козметика, нешто што се уште го нема на пазарот, ама се планира да биде произведено, тоа е сапун за коса. За коса. Да. Баш токму сапунчето денеска што ќе го подариме на некого. Тоа е ова, така? Да. Станува збор за сапунче за коса, кое што, како што кажав претходно, изработено на ладен процес на сапонификација. Тоа значи дека во крајниот производ не содржи жива сода.
Исто така е направено со масло од рузмарин, јаглен, исто така содржи количина на масло од лук, Ама не мириса на лук. Не Тоа мириса сакам на да лук, кажам, мириса мириса прекрасно. убаво, да. Да, како базни масла исто така ги имам искористено и ладно цедено маслиново масло и кокосов путер кој исто така е добро познато дека имаат омекнувачки и заштитен фактор на нашата кожа, што не би дозволиле да се суши, да паѓа, да се перута и така натака. Ива, има ли интерес за овој тип на козметика кај нас? И кој ви е најпродаван, најбаран производ? Искрено, мислам дека луѓето се помалку и помалку запознаени во врска со овој тип на козметика. Од органската Точно, козметика. затоа што да бидеме искрени, луѓето гледаат да достигнат побрзи ефекти и кога ќе кажеш на некој дека пример, можеби овој пилинг за тело треба да го користиш 2 месеци за да го видиш резултатот, можеш да купиш некој хемиски пилинг кој што ќе ти покаже резултати побрзо. буквално за Неколку 5 дена. дена. И луѓето малку тука се двоумат. А како најбаран производ можам да ја издвоја мојата крема за лице, ноќната крема за лице, која што е од голема важност за сувата и атопичната кожа. Си има многу добро покажано во борбата со псориаза и екзема. Исто така помага во борбата со акните, ја спречува кожата, ја спречува појава на кожата на акни. Исто така помага во борбата со лузните на телото и на кожата и така натака. Да. Така и почнува твојата приказна, нели, за борбата со лузните, ама тоа ќе ја кажеме во некоја друга прилика. Ништо не се познава, еве јас од овде гледам од блиску, се е тоа супер. Значи дека и оваа крема е таа што е најбарана. Така е. Сите кои што ќе ја земат ќе има навистина убави резултати. Сега минатата година 2024 година измина веќе. Кои се твоите очекувања само накусо за новата 2025 година? Покрај овој нов производ се планираат ли некои нови можеби производи понатаму? 2025 година очекувам да ми донесе уште повеќе задоволни купувачи и единствено нешто што ми е многу важно за тие нови купувачи што ги донесе е да имаат само позитивни резултати од мојата козметика. Додека искрено Лала гледа секогаш, односно јас, гледам секогаш да ги исполнам очекувањата на купувачите и често знам да ги изненадам со некој нов производ, па апсолутно можам да кажам дека изненадувањата не престануваат тука. Сигурно ќе има и некој нов производ за кој што би открила можеби понатаму. Што би било тоа? Јас не ти кажав и претходно, ама и сега ќе ти кажам, претпоставам дека на тебе прво ги тестираш така производите. Мислам дека немаш шминка, ако или можда тоа е минимално. Имаш прекрасно лице, прекрасно чиста кожа. Зборувам сега за лицето. Гледачите не може да видат, ама јас од овде еве комплименти и секоја чест и сите оние кои што се заинтересирани како да ве најдат, како да ја најдат Lala Care Cosmetics. Сите кои што се заинтересирани да ја најдат козметиката на Лала, можат слободно да ме побараат на мојата Facebook страница Lala Care или пак на Instagram профилот, исто така Lala Care или на телефонскиот број кој што го пишува на кутијата. И кој што го има и на Instagram профилот. Го има и на Instagram профилот, така е. И ве најдов. Сосема накусово една-две реченички, една порака до сите кои што не гледаат, поготово припадничките на понежниот пол, бидејќи ние сме тие, претпоставувам, и момчињата купуваат, не дека не, ама така ние сме тие кои што најмногу користиме козметика. Би препорачала сите да се негуваат и да се чуваат, да користат органска козметика и воопшто да не се двоумат за тоа, бидејќи е многу од голема важност кога се користи нешто пријатно, отколку нешто што ќе ни донесе побрзи резултати. Благодарам многу за гостувањето. Се гледаме во наредна прилика.